ТВ Објектив, информативна емисија на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Редовно обработуваме актуелни теми со гости кои што можат да говорат на овие теми. И вечер во овој ТВ Објектив ќе го направиме истото. Имаме чест и задоволство наш гостин да биде председателот на општинската организација на СДСМ Кавадарци, воедно и координатор на советничката група на оваа партија во Советот на општина Кавадарци, Вуко Мелов. Добра вечер. Добра вечер, Ангел. Сакам да ви се заблагодарам на поканата, на можноста да бидам дел од вашата емисија и да разговараме на се оно што представува актуелна тема во државата и во општина Кавадарци. Токму тоа ќе го сработиме вечера во емисијата. Поводот за ова гостување во ТВ Објектив е вашиот избор за прв човек на општинската организација на социјалдемократите во Кавадарци. Млад човек сте, доаѓате на мощна одговорна задача или на позиција која што често изложена на критики на јавноста и така или оценки воопшто на јавноста. Како беше да се прифати оваа улога на прв човек на Социјалдемократскиот сојуз во Кавадарци? Вака, ние имавме еден сериозен процес на промени на раководства, како на централно ниво, така и на локално ниво. Низ цела Македонија се направи одредена промена на општинските раководства. Тој процес не беше изземена и општинската организација на СДСМ во Кавадарци. Дека станува збор за една сериозна позиција, доста одговорна позиција, се согласувам. Дали е секоја висока и одговорна позиција е изложена на, како да кажам, на одредени критики и на одредени оценки од јавноста, меѓутоа сметам дека со еден одговорен пристап, со едно честно, искрено работење во интерес на граѓаните на општина Кавадарци, мислам дека можеме да ја вратиме и СДСМ и општина Кавадарци на едно повисоко ниво. Јас сум веројатно еден од најмладите председатели на општински организации и моментално и во Кавадарци имало случаеви кај што сме имале млади председатели и исто така во одредени временски периоди тие, како да кажам, резови и тие подмладување во партијата дале одредени резултати. И јас не сметам мојата младост као хендикеп, баш напротив, јас сметам дека со еден млад тим, значи тимот кој што е во органите и телата раководни на партијата, исто така млад, енергичен, мислам дека може да направиме едно сериозно подигнување, еден сериозен резултат на наредните избори. Бевте гласноговорник на општинската организација, често знаевте да критикувате на теми кои што се од национален интерес, да давате совети, сугестии и така натаму. Сега веќе имате една многу посериозна, би рекол, улога на председател. Дали веќе ги средивте внатрешните редови, значи дали веќе раководството на партијата е целосно формирано, дали се избрани сите структури и тела на партијата? Вака, значи, ние пред 2 недели месечини имавме изборна конференција на која што беше избран извршниот одбор и надзорниот одбор на партијата. Пак ќе повторам дека таму се најдоа лица кои што имаат сериозен професионален бекграунд, сериозно образование, луѓе кои што се сериозни и докажани во своите професии и имаме доста подмладување, имаме доста млади луѓе кои што сметам дека ќе внесат една нова енергија во партијата. Се уште се структурираме. Постојат одредени органи и тела, например комисиите кои што се уште се во фаза на избор, кои што се стручни тела во партијата и овие што се тела кои што се помесни организации се уште, меѓутоа со тек на време више почнуваме и работиме на таа работа. И мислам дека во најбрз можен рок би
би ја ставиле партијата во една целосно оперативна сила, од она што го гледам од почетокот, како почна ова ново раководство, гледаме една голема желба, гледаме една голема енергија за работа и за промени во општина Кавадарци. Дали имате подршка од структурите внатре во партијата? Вуко Мелов е избран за председател, дали против кандидатите кои што беа ваши на некој начин во овие внетрепартиски избори се заедно со Мелов и ќе работите заедно на исполнување на социјалдемократските вредности и цели? Видете, јас пораките кои што ги праќав после мојот избор беа пораки на обединување, бидејќи само обедината одредена структура е силна структура и дел од моите против кандидати се вклучени во извршниот одбор. Го вративме, например, поранешниот пратеник Бетјан Китев со посебно тело кое што ќе занимава со креирање на политики и сметам дека тоа ќе биде клучниот креативен момент во СДСМ, каде што СДСМ ќе биде актуелен и многу како да кажам, во многу поголем обем би се вклучил во креирање на политики, како на општинско ниво, така и на национално ниво. Дел од другите против кандидати се ставени во раководните структури, дел ќе им биде понудено место во комисиите, така да ќе направиме едно обединување внатре партиско и мислам дека нема ниту обструкции, нема ниту оние фракции, крила кои што би работеле на некој начин против или би обструирале, да кажам, бидејќи направив уште на самиот стар еден процес на обединување. Социјалдемократскиот сојуз како партија, структурата е малку поразлична од другите партии. На некој начин секој има свој мислење, држи до своето мислење, независно од тоа што кажува централата, што кажува раководството. Како ќе менаџирате со вакви појави, нели се со цел да не дојде до фракционерство внатре во редовите, се со цел да се работи на остварување на целите и се она што се нарекува на некој начин и програмски концепт за действување во мандатот кој ви е доверен? Вете, јас за разлика од ВМРО, ДПМН и од другите политички партии во државата, СДСМ е политичка партија која што е подемократска и која што толерира, како да кажам, различно мислење, не само што го толерира, туку истото и го стимулира. Тоа некои го гледаат како слабост, меѓутоа јас сметам дека тоа е предност по партијата, бидејќи едноумието и климањето само со глава не води никаде. Значи ние имавме таков процес на едно авторитарно владење во минатото, во изминатите 10 години, видовме кај не доведе тоа. Значи ја не го гледам тоа како слабост, јас тоа го гледам како предност, бидејќи само со дебата и со различно мислење можеме да излеземе со заеднички став кој што ќе биде најдобар и за СДСМ и за граѓаните на општина Кавадарци, бидејќи поише глави мислат подобро отколку една. Кај нашите политички опоненти таков, како да кажам, таково демократско таков процес на демократско размислување внатре во партијата сметам дека од старот исклучени таму се фокусираат на една личност, тоа е у суштина еден авторитарен принцип на владење, кој што го има дури во опозиција. Дури во опозиција, значи лидерот е тој кој што е неприкосновен. Дали е тоа општинскиот лидер, дали е тоа лидерот на национално ниво. Значи и сите се стават и работат у негова функција. Мислам дека таквите концепти се гледаме до кај не водат и во Македонија имавме таков пример и во останатите држави од наше потесно опкружување. Во контекст на ова сакам да ве прашам, градоначалникот актуелен кој што дојде на втор мандат со поддршка на ВМРО ДПМН на последните избори освои 15.000 гласови и нешто, меѓутоа и се врати да действува како човек од ВМРО ДПМН. Ве плаши ли тоа, бидејќи Јанчев со толкав капацитет на гласови се врати во ВМРО ДПМН и дали имате некаков страв во вашето остварување на мандатот? Вете, ја немам страв од никој.
поготово од градоначалникот. Градоначалникот Митко Јанчев се приклони во изминатите 4 години се приклони на еден, и тоа е многу добро да го знае јавноста, се приклони на оној концепт кој што го форсираше СДСМ, тоа е концептот едно општество за сите. Тој концепт значи дека државата ќе се поставува и ќе се однесува исто спрема секој, без разлика на негова политичка, верска, било каква друга определба. И тој концепт едно општество за сите значеше и инвестирање подеднакво во секој град без разлика кој е градоначалник. Тоа го видовме и тука во Кавадарци. Значи централната власт инвестираше сериозни средства во витални, клучни инфраструктурни проекти. Дали е тоа изградбата на нова детска градинка која што реши еден деценијски проблем со обезбедување на доволно простор и место за примање на доволно на сите деца во детски градинки, во делот на инфраструктурата, изградбата на влезовите на градот кои што беа клучни, кои што беа рак рана во општина Кавадарци, финансирање, инвестирање во делот, подобрување на патната инфраструктура внатре во општината, регионалниот пат према Неготино, влезот према Росоман, реконструкција на патот спрема Росоман, ево сега Западен булевар се прави, значи инвестиравме сериозни средства и во патна инфраструктура, мостот во Ваташа кој што беше исто така деценијски проблем. Тоа се се проекти на владата, на министерствата, на агенциите кои што се под централната власт. Спортската сала во основното училиште Страшо Пинџур. И во градот плюс имавме, како да кажам, одреден во една таква состојба, на крајот ние свесни дека и покрај тоа и покрај сите инвестиции се ставивме у функција да работиме за општото добро, за јавното добро на целиот град, свесни дека за тоа ќе платиме одредена политичка цена, која што ја плативме на последните локални. Тоа беше најлош резултат за СДСМ. Еден од најлошите. Сме имали и полоши, меѓутоа не е тоа тема на дискусија. Значи и покрај тоа, и покрај однапред, знаејќи дека ние би платиле со таков концепт политичка цена, која што на крајот ја плативме, сепак не оказнивме Кавадарци, не ги казнивме кавадарчани, инвестиравме во овој град и решивме клучни инфраструктурни проблеми овде во Кавадарци. Ова што денеска се случува е процес кој што го нарекувам на груевизација во Кавадарци. Имаме партиски функционери кои што присуствуваат на отварање на проекти, на капитални проекти, кои што се од јавен интерес, за кои што тие немаат никаков удел. Тука ги немаше советниците на СДСМ, обструирате или? Не обструираме. Види на партиски митинг на ВМРО ДПМН, која е поентата да се нашето присуство, која добиеме декор, да даеме легитимитет на процесот на груевизација на тие партиски настани. Мислам дека тоа е контрапродуктивно. Видите, ние имавме случај кај што Никола Груевски, на тоа време подсета. Никола Груевски, која беше со една техничка влада која го тргна, па остана председател на партија, премиер беше Емил Димитриев, ако се сеќавате, одеше низ Македонија, сечеше ленти од која функција, од која позиција го правите вие тоа? Тоа е, мене на тоа време ме подсетува и затоа мислам дека во Кавадарци се случува еден процес на реинкарнација на груевизмот, на враќање на груевизмот на една голема врата. И ние на таков процес легитимитет нема да даеме. Не гледате дека ВМРО е обединето со ваквиот начин на работа? Обединето во кој дел? Па ете се појавуваат на настани заедно сите структури. Видете, они злоупотребуваат јавни настапи за нивни партиски цели. Ако е тоа примерот кој што треба ние да го следиме, значи ние имавме тука претходно отварање на капитални проекти, кој што имаше еден поширок круг, кој што беа јавни функционери, кои што имаат, како да кажам, смисла, премиер, министер, ресорен, сме немале проблем со тоа. Меѓутоа, кога вие правите партиски соби за лична партиска промоција, на таков процес ние легитимитет не даваме. Тоа значи во иднина на отворање на вакви објекти, советниците на СДСМ од Кавадарци нема да се појавуваат.
видите, таму кај што ќе процениме дека треба да се појавиме на тие јавни настани организирани од општината, ќе се појавиме. Синок ќе имаше дебата За лозарите. за лозарите, бевме таму. Меѓутоа на партиски настани, кај што би не ставиле во функција на декор и на легитимитет на таа партизација, на таа груевизација на кавадарци повторно, ние во таков процес нема да учествуваме. Како координатор на СДСМ во Советот сте му реагирале или на градоначалникот Јанчев токму за ова што сега го говорите? Дали во оние непосредни комуникации му ја имате оваа забелешка лично соопштена? Па, не гледам причина зашто ја на лична основа би коментирал одредена работа. Јас имам одредени средства за комуникација, еве го интервјуто, не се сеќавам искрено да ви кажам, меѓутоа ова е појава која што гледам дека е организирана и која што оди низ цела Македонија, е појава која што се случува изминатиот месец. Во периодот наназад, често на пресконференции како СДСМ кавадарци ги подсетувавте овие проекти кои што се поддржани, сработени со финансиска поддршка од државата, од владата. Меѓутоа, она што често по социјалните мрежи може да се забележи како коментар е дека градоначалникот и службите работат и затоа добиваат проекти. Затоа добиваат пари, бидејќи тоа се пари и на кавадарчани. Како го коментирате ова? Често и на вашите пресконференции коментарите се токму од овој тип. Се согласувам, меѓутоа детска градинка не се граеш само у Кавадарци. Се граеш уште у 15 други општини. Спортски сали не се граат само во Кавадарци, се граат и во други општини. Ево затворениот базен. То никој не го спомнува учеството на пратениците да се излобира, да се добие затворен базен во Кавадарци. Сите се створи една општа перцепција, еден општ баук дека тука е one man show во Кавадарци. Не е воопшто така. Не е воопшто така. 6 базени затворени се градат, еден од нив е токму во Кавадарци. Да, кој што ќе се прави веднаш до стариот комплекс Луна. Има ли информација кога би отпочнал? Не е така работата. Као што сака да се прикажи овде во општина Кавадарци. Не е така работата. Ви имате реконструкција на локални и на регионални патишта низ-сегден во Македонија. Дали така ли? Така е. Она што може да се види во јавноста, генерално дека се Генерално е дека се работи. Сега ние дали требаше као централна власт да ја изземеме општина Кавадарци и да речеме ние ги казнуваме граѓаните ради тоа што избрали градоначалникот од ВМРО ДПМН и нема да инвестираме во ниту еден проект овде во општина Кавадарци. Тоа е греф. Дали сметате дека премногу е политизирано општеството, премногу поларизирано и премногу СДСМ и ВМРО ДПМН? Сметате ли дека треба нешто да се менува во самиот начин на политичко дејствување? Веќе граѓаните, читајќи ги коментарите по социјалните мрежи, излегува дека сме не баре во граѓанска војна со тие навреди, пресметки. Сметате ли дека треба нешто да се менува воопшто во општеството? Видете, ја мојот став ќе ви го кажам. Значи, политички противници, каде што секоја политичка партија и секој оној кој што се занимава со оваа работа ќе излезе со свој концепт. Тој концепт ќе го презентира пред граѓаните и ќе се бори за неговиот концепт. Тоа е сосема нормална и легитимна. Тоа е сосема нормално и легитимна политичка борба. Меѓутоа не сметам дека политичките противници се во исто време и крвници меѓу себе. И мислам дека во тој дел оваа влада, баш со тој концепт едно општество за сите, кажете ми вие мене, дали, пошто постојано од опозицијата, хунта, режим, дали на еден јавен функционер, на еден вработен член на ВМРО ДПМН му фали едно влакно глава. Дали е избркан од работа, дали е шиканиран. Има класичен пример во општина Кавадарци. Претходно имаше такви случаи на ваши членови да се... Секако. Ние забораваме кај живеевме претходно, а кај живееме денес. Значи, тензиите во општеството се продуцирани од некој друг центар. Не се продуцирани од страна на владата и од страна на СДСМ као одговорен политички субјект. Ние сме направиле се што е во наша
можност да кажам, да тие тензии во општеството ги спуштиме. Премногу говор на омраза ја предводите власта во државата. Сметате ли дека треба да се санкционира тоа? Сметате ли дека треба, ајде да кажам, па и да се едуцираат граѓаните како се општи со јавноста, бидејќи на вистина е плукање по социјалните мрежи, читајќи ги сите оние коментари, па да тоа би доаѓало и од ботови и не знам какви центри. Премногу е вулгарно и премногу е невкусно да седнеш и да читаш одреден политички пост и се она што следува, или обраќање на носител на јавна функција и се она што се вика плукање надоле. Се согласувам, меѓутоа и тука е тоа меч со две острици. Санкционирање на кој начин? Тоа значи дека се убива демократијата и слободата. Значи тука доаѓаме у тој теснец. Меѓутоа јас сметам дека таа хистерија која што се продуцира на социјалните мрежи, дека таа хистерија е финансирана и дека таа хистерија е добро организирана и дека во таа хистерија учествуваат одредени политички субјекти и одредени надворешни центри на влијание кои што имаат други интереси и други цели овде. Центри кои што сакаат да ја пренасочат европската иднина или европскиот стремеж на Македонија? Токму такви центри. Да. Мислам дека тоа е официјална политика на одредени земји кои што инвестираат сериозни финансиски средства. Сте правеле ли анализа кои се тие луѓе што коментираат? Пошто по медиумите, она што јас го анализирам, гледам дека се појавуваат одредени лажни профили, би рекол, кои што коментираат секаде и не баре го имаат истиот вокабулар или истиот коментар на 15 медиуми споделени. Да, па тоа е тој ботовски систем кој што функционира имајќи ги овие технологии, да кажам, и програми. Не сум јас експерт во тој дел. Меѓутоа јас сум видел како за една минута се редат по 200 негативни коментари. Тоа никој не може да ми каже дека е спонтанно и дека не е организирано, па дури да ставите во функција еден сериозен круг на луѓе, мислам дека не можете тоа да постигнете со таква брзина и ефикасност да го правите. Ве плаши ли тоа за рейтингот, тие коментари ви создаваат ли паника дека ете можеби нормалниот човек кој што знае да чита, да расудува, да мисли, дека можеби ќе ја промени своето размислување со оглед дека ете 300 негативни коментари? Целта на тие како да кажам на тој организиран систем е да се руши се она што е добро и што е во интерес на граѓаните. Ја толку би имал да кажам. Сега, како се дава хуманитарна помош, има негативни критики. Се покачуваат плати, има негативни критики. Значи, навистина нешто во општеството не е како што треба. Тоа е таа продукција на хистерија, која што, повторно ќе кажам, е едниот центар или неколку центри се во одредени политички партии и кои што се претежно во одредени медиуми, кои што се претежно финансирани од странски извори. Тоа го кажа и официјални лица го имаат кажано и тука ја оставаме работата на тие институции кои што треба да се занимаваат со тоа. Јас знам дека тоа е еден сериозен проблем. Меѓутоа треба да знаеме кон што води тоа и која е крајната цел, бидејќи никој од надвор не финансира нешто ако нема за тоа интерес. Млад човек сте на начело на општинската организација. Каде се младите во целата приказна социјалдемократски сојуз Кавадарци? Колку се тие активни? Дали имате концепт како да привлечете што повеќе млади во вашите редови? Вака, значи од она што бидејќи сум млад човек и бидејќи комуницирам претежно со луѓе кои што се помлади, претежно, можам да видам дека постои одредена апатија и секој пат младите се скептици за вклучување бар во тие години активно во велат исти ВМРО и СДСМ. Гледате се, пошто сме исти? Еве за тоа да разговараме. Само пренесувам тоа што генерално циркулира меѓу младите. Да. Ја не согласам со тоа.
и во начин и во пристап на владење сме покажале дека и знаеме многу по-демократски да владееме, знаеме многу повеќе да инвестираме во она што представува витален и клучен интерес на граѓаните. И тоа е класичен пример овде во општина Кавадарци го имаме. Го имаме и во другите општини, меѓутоа овде во општина Кавадарци е класичниот пример на начинот на кој што СДСМ владел во изминативе 4,5 години. Кај младите постои одредена апатија, постои одредена разочараност, на некој начин да кажам, меѓутоа ја сакам да ја повикам секој оној кој што смета дека може да придонеси со своја идеја, со свој концепт, го повикувам да се вклучи активно, дали директно до мене, дали до општинската кај нас, да се вклучат што е можно поише млади, да внесеме една нова енергија, да внесеме едни нови идеи и да работиме во интерес на јавното добро и во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Се барат ли партиски книжки за вработување? Партиски книжки за вработување, па видете, тоа е, како да ви кажам, ние мислам дека и во тој дел променивме доста работи и голем дел од нашето членство лошо реагира на тоа, морам да ви признам. Меѓутоа, ако сакаме да одиме напред и да имаме една мора да се вреднува европска држава, да, мора да го вреднуваме квалитетот. Тоа влијае негативно, пак ќе ви спомна, врз она што се нарекува партиска структура. Меѓутоа, јас мислам дека на овие огласи, конкурси, мислам дека се оди со вреднување на квалитет и мислам дека во законите се веќе поставени одредени механизми каде што не може да се изиграат. Да, ево, например, конкретно во образованието е поставен таков систем да оној кој што има највише поени на тестирање кои што ги прават, оној кој што има најдобри оценки на факултет има предност. И вие не можете да кршите закон. Како и да што и да сакате да правите, не можете да кршите закон. Значи тука се врзани, како да кажам, и тоа го работиме системски, со цел системски, законски да поставиме основи. Исто така и во други институции има, како да кажам, такви механизми кои што може би и за тоа партиите почнуваат помалку да стануваат интересни за граѓаните. Се веќе агенција за вработување. Милов, тука ќе прашам и нешто што е сега актуелно, а за жал негативно се одразува врз младите, врз учениците, врз децата, на кои што местото им е во училишните клупи. Некој ќе каже дека не би да зборувам против штрајкот, никогаш не сум бил против штрајкот. Меѓутоа, она што сакам да прашам е дали вршите притисок врз наставниците, врз воспитувачките да го прекинат штрајкот, бидејќи од СОНК на централно ниво даваат такви информации дека се обструира, се вршат закани, притисоци. Еве, прв човек сте на СДСМ Кавадарци, дали сте контактирале со директори, со наставници, професори да прекинат со штрајкот? Најдете еден кој што ќе ви го потврди тоа дека сме вршили на некој притисок. Ваши членови штрајкуваат ли? Има, штрајкуваат. Можете слободно да се информирате од информациите кои што јас ги имам, дели од нашето членство. Тоа значи не ја почитуваат партијата? Не знам. Мислам, не ги знам нивните лични мотиви. Меѓутоа, ја као прв човек на општинската организација сакам да кажам мојот став во однос на ова прашање. Јас сметам дека овие штрајкови се политички мотивирани и ова не треба тука да застане со штрајк во образованието и со штрајк во детските градинки, тука треба да продолжи во други сектори и на крај да се сведе со пат на бладата и со нови предвремени избори. Значи, ние овакви модели сме имали и 2005 година, сме имали и претходно. Значи, има емисии од лица кои што биле вклучени активно во организирање на тие штрајкови во минатото. Погледнете ги тие емисии и ќе ви кажат дека тоа е еден ист концепт по кој што работи ВМРО ДПМН. Значи, во услови на оваква криза, да вие го правите ова, во услови која приходите во буџетот
се намалени, заради тоа што има криза, заради тоа што има раст на репроматеријалите, заради тоа што има намалено, имавме 3 години војна, COVID. имавме 3 години ковид. И да во оваква ситуација вие правите штрајк. 2 години имавме ковид пандемија, заради која што децата не посетува училиште. Кај што нема, како да кажам, континуитет во нормална настава. И вие ја ставате судбината на тие деца, нивното образование. Ние немаме таков луксус да губиме идни генерации меѓутоа со овакво понашање. 3 години веќе навистина се штетни за учениците. Се прави една сериозна штета во образовниот процес. Како беше она, ако сакаш да уништиш нација, уништи го образованието. Главниот ресурс на една држава, на една нација, на една економија е човечкиот потенцијал. Добија од владата сега ние 10%. човечкиот потенцијал го ставаме, го жртвуваме со цел да си реализираме одредена партиска наредба. Па истите оние професори на СОНГ се истите оние професори да кажам. Истите оние професори кои што ги прима со партиска книжка, денеска седат и штрајкуваат. Не работат во интерес на децата, работат во интерес на партијата. И тоа се докажа со токму оваа понуда за 10% зголемување. Значи ние како Социјалдемократски сојуз, да не ме разберете погрешно, ние сме работничка партија. Ние сме партија која што се грижи за работниците, која што се грижи за наставниците, која што се грижи за вработените во детските градинки. Па погледнете колку се зголемени платите во изминатите 4 години. 21% зголемена платата на наставниците и професорите. Со ова плюс 10% кои што се нуди сега. Во време на ВМРО ДПМН 4% е зголемена платата на наставниците. Меѓутоа, тој авторитарен систем и модел на владење, составање на своји луѓе секаден по синдикати, значи те ги сведоа синдикатите на нивни партиски испостави. А ние не го правиме тоа. И тоа е разликата која што не разликува во однос на тој начин на владење. Тие ги притискаа наставниците тогаш да не протестират и да не се бунтуват. Не го правиме тоа. Ние нудиме решение, значи ние сме као политичка партија за социјален диалог, ќе најдеме решение, меѓутоа да не биде, да не ја ставаме иднината на децата, на учениците, на нивното образование, да не ја ставаме да тие на крај бидат колатерална штета од овој процес. Значи повикуваме на диалог, повикуваме на разговор. Ти велат или 18,4 или нема? Да, меѓутоа, вете, тоа е барање на квака, барање на мотив за да се продолжи штрајк. И ви кажувам, значи, позадината на оваа работа не е раст на платите во образованието. Пат на владата? Туку пат на владата, кој што треба овој штрајк, Македонска пошта. Овој штрајк треба да се прошири и во другите сектори и да на крај предизвика пат на владата, предизвика нови парламентарни избори. Стравува ли се да сама од евентуален пат на владата и еве на некој начин успешно завршено сценарио доколку е ова како што го велите во таа насока? Јас повикувам на разумност. Сите ние како граѓани сме одговорни и секој од нас треба да сноси соодветна одговорност. Мислам дека е контрапродуктивно во услови на оваква криза глобална, каде што треба да имаме стабилен, како да кажам, Балкан, да тука повторно одредени политички субјекти во Македонија, повторно одредени надворешни центри го искористат овој момент и повторно Македонија од светол пример на Балканот, од земја која што јасно го трасираше својот пат во интеграцијата во НАТО и со интеграција во Европската унија, да повторно направиме држава која што курсот ќе биде повторно доведен во прашање како што беше доведен претходно. Мислам дека крајната цел е тоа. Заплати не сме против,
разговараме, меѓутоа не разговараме со уцена. Значи, диалог представува да седнете и да разговарате и на накрај да се договорите со одредено заедничко решение. А кога некој става нешто као уцена, тоа више не е диалог. Според мене диалог и се користи као мотив за да продолжат штрајковите со конкретна позадина и цел оваа која што ја дискутиравме сега. Значи повторно се ставаат партиските интереси над интересите на граѓаните, над интересите на јавноста, над интересите на јавното добро. И затоа јас ви велам дека во нивниот модел, начин и принцип на действување, ја не гледам никаква разлика во однос на претходно. Се насочиме и кон действувањето како координатор на советничката група, ќе го прокоментираме работењето на локалната самоуправа. Кавадарци се гради, опште впечатокот, значи се инвестираат многу пари, се средува, се урбанизира градот и така натаму. Како сте задоволен како социјалдемократ од она што градоначалникот Јанчев го реализира во овој втор мандат? Се менува сликата на подобро на градот? Какво е вашето размислување? Веќе моето размислување се заврши одредени проекти кои што градоначалникот Јанчев на 2 години од неговиот мандат кажа дека е исполнил 100% програмата. Кога ќе седнете и кога ќе отворите и кога ќе видите дека пазарот е отворен сега, дека одредени работи воопшто не се реализирани, значи мислам дека првата работа е и тоа е она ВМРО-вското, PR-овското најдобро, реализираме ефикасно, значи тоа се само, како да кажам, општи флоскули со кои што на некој начин се успеа да се креира одредена слика за нечија работа. Она што беше ветувано во изборната програма во вториот мандат, ја не гледам дека е дури ни вметнато во програмите. Голем дел од тоа. Голем дел од работите не се воопшто вметнати во програмите и во буџетот на општината. Јас во тој дел мислам дека вториот мандат се почнува значително послабо. И мој впечаток е дека тоа така и ќе оди понатаму. Ние повторно ќе ви кажам, као Социјалдемократски сојуз, као влада, као советничка група претходна, сме дошли во ситуација да и по цена на наша политичка штета работиме во интерес на јавното добро, да инвестираме овде во сериозни капитални проекти, во проекти кои што биле круцијални 20 години наназад, да ги решиме тие проблеми и покрај цената која што ја плативме на изминативе локални избори. Често критикувате населница. Сега гледам дека тој концепт е напуштен. И тоа е тоа. Новиот концепт, ќе видиме какви резултати ќе даде. Доста се активни советниците на СДСМ во овој совет, често го критикувате работењето, се анализираат сите програми, одлуки и така натаму со дискусии од советничката група, што нели и во насока на развој на демократијата, на различни мислења, ставови и така натаму. Критикувавте дека општината е презадолжена, добивте одговор од градоначалникот дека тоа не е така. Стоите ли на тоа дека општината е презадолжена и дека треба да се барат начини за раздолжување? Градоначалникот кажува дека не е така, меѓутоа бројките него го демантираат. Погледнете ги бројките во однос на долгот на општината сега. Исти бројки коментирате и вие и тој? Јас не знам кои бројки ги коментира тој. Тој коментира зголемени приходи, ќе разговараме и за тоа како се зголеми. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе погледнете долгот, таму имате неколкократни зголемувања на долгот. Погледнете ги, споредете ги завршените сметки на општина Кавадарци 2017 и завршената сметка 2021 година. Секи ви стане јасно. Таму се сите долгови наредени.
кои што ги има општината. За јавните предпријатија е друга приказна. Имате квартален извештај К3 кој што претходно бил празен. Што нема ниту еден долг општината. Јавните предпријатија. Мислам дека јавно предпријатие Комуналец кредит за одредена работа. Сега немате место кај да ги наведете кредити и се тоа не било општината задолжена. Како не е задолжена? А имаме зголемување на буџетот во последните години. Имаме зголемување на буџетот за двојно, меѓутоа долговите се зголемени неколкократно повеќе. Тоа можеме да го видиме. На што се должи тоа? Имаме зголемен буџет, а имаме и зголемени долгови, како што вие велите. Видете, тоа се должи на одредени кредити кои што ги има земено прво јавните предпријатија, Комуналец, Паркинзи. Второ, се должи на оние доспејани, неплатени долгови кои што ги има општината према компаниите. Се должи на оние долгови кои што не се доспејани, меѓутоа кои што исто влегуваат во долгот. Се должи на делот на, не знам, на експропријации кои што не се платени према физички лица. Сето тоа е наведено во завршените сметки. И кога ќе ги испоредите долговите се неколкократно Ликвидна е општината, може да действува, да работи. Па, видите, во ваков начин и принцип на функционирање, сега за сега е ликвидна, меѓутоа општина Кавадарци од незадолжена општина влегува више во групата на средно задолжени општини. Значи, ако продолжиме на овој начин, на овој принцип да терано и понатаму, јас се плашам дека ќе се доведеме и во таква ситуација. Меѓутоа, кога дебатираме, видите, јас сум економист. Економијата е која што е наука со бројки. Кога ќе седнете, кога ќе видите бројките, секој ќе ви каже дека не може вие да велиме дека долгот не бил зголемен, кога бројките тоа го кажуваат. Претходно сме имале доспан неплатен долг 20 на милиони, сега имаме 90 милиони. Кога ќе ставите овие другите недоспејаните долгови, ова само према компаниите зборувам. Кога ќе ставите и нив, ќе дојдете негде 130, 140. Не секам конкретно на бројките. Меѓутоа сме ги дебатирале на седница, и одговор конкретен со бројки нема, бидејќи бројките се тие. Кога ќе земете кредитите кои што ги земале јавните предпријатија и кога ги споредите со претходно, ќе видите дека таму е драматично зголемувањето. Да, меѓутоа зелениот пазар е објект кој што е изграден со кредити, веќе е во функција на граѓаните. Добро. Критикувавте и тука, господин Амелов, дека имавте вонредна седница, беше критиката дека нема потреба од ништо вонредно да се одлучува. Исто така забележавте на намалениот број на тезги, на покачувањето на надоместокот. Сега кога пазарот е веќе во функција и реалност, како гледате, задоволни ли сте како кавадарчанец дека градот има нов пазар? Видите, градски пазар беше еден од проектите кои што и ние го имавме од нашата изборна програма и не е спорно. Меѓутоа, прашање е дали ние правиме градски пазар или катна гаража. Значи по мене не е реално да ние правиме градски пазар да имаме две нива катна гаража, а едно ниво градски пазар. Значи ние треба да работиме на проширување на обемот на тезги. Тоа е мое лично мислење. Или да го задржиме барем оној обем на тезги кој што сме го имале претходно. Тоа е едниот момент. Вториот момент, ја гледам дека таму има одредени технички пропусти во делот на висината. Значи, оние помали комбиња ги може да влезат, меѓутоа оние поголемите немаат пристап таму. Тоа е исто така проблем. Третата работа. Градоначалникот постојано не убедува дека општината имала најликвиден буџет, дека имаме толку раст на приходи. Зошто не го финансираме тоа од наши сопствени средства? Зошто не треба кредит? Ако толку е ликвидна општината, зошто не треба кредит за таа работа? Не сметате дека пазарот сам ќе си го врати кредитот со, или збориме за рентабилно работење во функција на сите тези? Да видиме. Видите, не е ни тоа некој проблем. Видите, ние јавното предпријатие Комуналец за двојно ги има зголемено трошоците во како се вели давачките према своите корисници во изминатите 4 години. Погледнете ги сметките за вода кои што сме ги плаќале пред 4 години, погледнете ги ставките за џубрарина, за вода
и останатите ставки кои што се наведени таму, сите се зголемени за двојно. Се пушти пета мини хидроцентрала и беше кажано дека ова пета мини хидроцентрала ќе придонесе во работењето финансиско на комуналец и така натаму. Како гледате, потребни ли се вакви објекти и како ќе го коментирате моментот што се поништи оној договор за јавно-приватно партнерство, бидејќи петата централа требаше да се гради со јавно-приватно партнерство, минатиот состав на на Советот и градоначалникот ја поништи ваква одлука. Како гледате во ова? Добро е ова што го спомена. Јас сакам вака за едно подсетување на граѓаните кој ја изгласа одлуката за да таа мини хидроцентрала се прави со јавно-приватно партнерство. Се сеќаваме? Советничка група на ВМРО да помане. Голем дел од оние кои што седеле претходниот состав, седеле и пред тој состав. И ја не знам кога више гласате за една иста работа, исто се случи со ова со јавното предпријатие Паркинг, кој што исто така имаше донесена месечина одлука за јавно-приватно партнерство. Но биде, па претходниот состав е поништи. Значи ја не знам како ги донесуваат одлуките. Денеска носиш една одлука, утре носиш сосем спротивна одлука на таа. Тоа е исто така еден добар момент во однос на тоа како работат одредени партии, одредени политички структури овде во општина Кавадарци. Во однос на обновливите извори за енергија, јас лично сметам дека тоа е иднината и оваа влада покажува со тие инвестиции во овие фотоволтаици. Значи, мислам дека обновливите извори на енергија се еден клучен момент. Ова со хидроцентралите исто така сметам дека е позитивна работа и мислам дека е добро што тоа не се прави, што тоа остана во комплетна собственост на јавното предпријатие Комуналец, не се направи да биде јавно-приватно партнерство и да некој профитира на таа работа. Сметам дека ова е најдобриот модел и ние во иднина такви проекти би поддржале. Имаше иницијатива за спас на Тиквешкото езеро, дававте делумна поддршка во таа насока. Еве сега езерото на некој начин постигнува кота која што е задоволителна. Сметате ли дека треба да се штеди и понатаму водата, бидејќи па имаме од друга страна и криза во производството на струја на светско ниво, а сепак ХЕЦ Тиквеш е многу малку придонесува во вкупното производство на струја во државата. Објата, ние оваа година имавме енергетска криза и секој капацитет енергетски кој што го имаше државата, беше добро да се стави во максимална функција. Тоа од друга страна еколошкиот момент, сакале или не, оваа година беше, можеме сите да се согласиме дека беше во тој дел малце полоша состојбата, меѓутоа оние барања кои што ги имавме од страна на здруженијата, тоа беа превисоки коти кои што поставувањето на евентуално такви коти на Тиквешкото езеро би го затворило ХЕЦ Тиквеш. Таму имате и покрај тоа што е мал дел од вкупното производство, сепак дава одреден придонес во производството на електрична енергија. Не мислам дека еден таков капитален проект со општина Кавадарци, кој што работи голем долг низ на години назад, дека треба така да му се стави клуч во бравата. Мислам дека во тој временски период се креваше одредена хистерија и се користеше тој момент за политичко поентирање. Ние нито една година не сме имале проблем во дел на наводнување и во делот кој што е обезбедување на доволно вода за наводнување на земјоделските површини. Да, се бараше и промена во оние стопански дозволи и ревидирање со оглед дека датумот кога се издадени е прилично одамна. Да, меѓутоа исто така треба да го има тука моментот за намалениот доток на вода и она што представува момент кај што ниту институциите
нема контрола на тој момент. Тоа едноставно Таква е хидроложката состојба, хидрологијата не е поволна. таква. Значи има неповолна хидролошка состојба и покрај тоа гледате успеаме да тој процес и на наводнување и да во летниот период кога се користат највише викенд куќите, пошто и тоа беше дел од целната група со која што тоа е засегната страна која што е засегната од недостатокот на вода, значи највише се користат викенд куќите во пролет, лето, есен, во тој период ја мислам дека водостојот е на едно солидно ниво. Треба да има одредени разбирања кога државата е во одреден енергетски недостаток, да кажам, кој што се случува, знаеме сите дека во зимските периоди има поголема побарувачка за струја, за електрична енергија и мислам дека тука треба да имаме малце поголемо разбирање во тој дел. Се согласувам дека треба да се внимава и на водостојот, меѓутоа во одредени моменти, посебно како што беше оваа година со енергетската криза, мислам дека таа тема се користеше само да се крева хистерија и мислам дека тоа беше клучната цела. Таму има други проблеми кои што не се решени. Таму не знам дали е решена мрежата канализациона. И тоа е исто така сериозен еколошки проблем со кој што треба да се занимава општина Кавадарци. Онамо кај што ние имаме ингеренција. Решена ли е канализационата мрежа? Јас мислам дека не е. Мислам дека треба да работиме и во таа насока. Некоја влада сме покажала, владата на СДСМ покажала со поставување на водоводна мрежа до Брушани. Да, конкретно со проект. Многу е лесно кога ќе дојдете као опозиција и кога само критикувате, кога само плюкате, а претходно 10 години не сте направиле ништо. Ништо не сте направили. И лесно е после да правите хистерија. И да кажете треба и ова, треба. Да, ама треба и време. Треба и време да се концепира. Пари да се концепира и така. 45 минути и повеќе сме во емисијата. Сосема кратко уште неколку прашања кои што заслужуваат внимание. Средба на лозарите со министерот за земјоделство, на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, конструктивна долга средба повеќе од 2,5 часа. Што да очекуваат лозарите? Ке има ли оваа година на некој начин поголема сигурност кога е во прашање цената, бидејќи репроматеријалите отидоа до плафон? Дали ги очекува една сигурна иднина лозарите или повторно истите приказни 30 години кои што се карактеристични и ние кога пишуваме текстови веќе велиме копи-пейсте се 30 години, а исто ништо не се смени? Да. Вака. Пак ја не согласувам дека нема промена позитивна. Ја мислам дека има позитивна промена. Конкретно околу цената на Да, ќе разговараме за тоа. Значи, ние тргнавме од една позиција 2017 година, кај што имавме сериозни проблеми со откупот, со неплатените побарување на лозарите од страна на Петра и Повардари, кои што успеавме да го санираме тој проблем. Ја знаете што значи една цела година вас да ви пропадне во вода. А ВМРО ДПМН буквално тоа го направи. Значи ние имавме 2016 месечини, 2016 година, летото, есента, таква криза со откупот на грозје што е незапамтена по мене. Ние до сега сме немале таква криза на откуп на грозје и тој проблем го решивме. Тоа е едниот момент. Вториот момент на кој што работат сега е моментот на, во однос на конкретно вас што ги интересира сите, тоа се откупните цени, на регулирање, дали ќе биде тоа како посебно тело, дали, значи на законско регулирање на откупна цена по закон. Тоа го кажа вчера и министерот кој што ќе ја верифицира стручно тело и стручно тело Институтот за земјоделство. Да, испод која што откупувачите нема да смеат да можат да откупуваат грозје. Ја мислам дека тоа е еден сериозен позитивен момент. Тоа беше клучен недостаток досега. Тоа беше сериозен, тоа е еден многу битен момент
со кој што решаваме еден сериозен проблем. Нема утре више преговарања, договарања, како се вели на маса, во однос на тоа дали треба се откупува испод таа цена или над. Мислам дека на крај на денот ќе осетат и лозарите еден позитивен момент. Тоа владата секогаш излегувала во минатото во пресред, која сме имале одредени кризни години со дополнителни мерки, со дополнителни субвенции. Ние во оваа ковид пандемија имавме сериозен проблем, не заради нас. Со пласменот и не заради нас, да. туку заради ковид пандемијата. Владата излезе во пресред, даде сериозни финансиски средства, субвенционираше голем дел од цената, се со цел да во такви кризни времиња да се задржи тоа ниво, со цел да трудот на лозарите не биде како да кажам сериозно маргинализиран, оштетен. Да. Јас се надам дека во наредниот период ние ќе почнеме да размислуваме за некои долгорочни решенија. Оваа иницијатива со Отворен Балкан, кој што гледам дека од одредени политички структури се критикува и се напаѓа, мислам дека таа иницијатива во која што еден од првите договори кои што се подпиша е за трговија со земјоделски производи. Мислам дека нас не треба едно отварање на пазарот, бидејќи тоа е економија, тоа е пазар, таму влада понуда побарувачка и така најлесно може да се реши. Треба ли да ги зголемуваме земјоделските површини со оглед на тоа дека еве оваа криза воена, економска покажа дека храната е многу важен момент во животот на луѓето, а ние ги напуштаме земјоделските површини. Земјоделските површини се, да кажам, во еден дел неатрактивни. Прво, ради тоа што работата и трудот кој што се бара таму да се вложи, не секој е спремен да не се вреднува да вложи. На крајот имаме проблем во делот на вреднувањето, меѓутоа гледаме полека еден по еден проблем да ги решаваме, да не ги наталожуваме. Значи сигурно би ни било полесно кога би наследиле подобра ситуација во земјоделието. Пак ќе кажам, од позиција на опозиција е многу лесно да седнете и само да кажувате ова не чини, она не чини. Меѓутоа да ја вратите се малце назад, видете што сте направиле претходно, видете кај сте оставиле ситуацијата и каде е денес. Така е најлесно се. И вие сте опозиција во Советот, значи ли тоа дека лесно е да критикувате? Не, видете, ние сме опозиција, ние например сме опозиција, меѓутоа кој што предлага одредени работи внатре во Советот. Задоволни ли сте од тоа што колку е прифатено тоа што предлага? 90%. Погледнете и седницата, 90% од работите кои што сметаме дека се позитивни, дека се добри за граѓаните на општина Кавадарци, ги гласаме без дискусија. Добивате вашите градоначалникот сака да прикаже една позиција дека советничката група на СДСМ била деструктивна, злобна. Не, ја мислам дека градоначалникот има проблем со демократскиот капацитет да прими критика. Тој мисли дека е најдобар, дека се најдобро прави. Воопшто не е така. Има сериозни слабости во работењето и на градоначалникот и на општина Кавадарци. Тоа што го давате како предлог се прифаќа ли од страна на делот предлогите се прифаќаат, можам да ви кажам во делот на буџетот на општина Кавадарци, него гласавме буџетот на општина Кавадарци, имавме одредени амандмани, тие амандмани беа прифатени и него гласавме буџетот. Меѓутоа, она што се случува е конкретно амандманот кој што ми беше доста битен и е битен за сите граѓани на општина Кавадарци, тоа е во однос на превозот, првично на децата, на превозот на деца до училиштето, за кој што општина Кавадарци плаќа сериозни средства, 15 милиони денари секоја година плаќа општина Кавадарци, освен овие ковид години кај што не одеа учениците. Учениците кај што беше тоа сериозно намалено, меѓутоа 15 милиони денари. Па ние имаме сериозен ресурс да за тие пари набавиме собствени автобуси да го обслужуваме. Да, барем тој дел. И да истите може да се користат, да се размисла да се користат и во делот на јавен превоз. Дел од буџетот. Да, меѓутоа информацијата која што
и ребалансот, мислам дека тоа се влези со последниот ребаланс, дека и тие средства, и тие транспортни средства ќе се набавуваат со кредит. Зошто да набавуваме нешто со кредит ако можеме да го купиме од буџетот, па и да не биде да не го направиме тоа во една година, дека биде проекција во 3 години. Да ја направиме, да го средиме јавниот превоз со сопствени средства во 3 години или во 2 години. Еве, при крај на емисијата, како сте задоволни од работењето на Советот, соработката внатре, квалитетот на составот на Советот и действувањето на истиот? Па, ја можам да зборувам за советничката група на која што сум јас координатор. Јас искрено сум презадоволен од советничката група на Социјалдемократски сојуз и на коалицијата во однос на нашата проактивна улога во тој дел. Ние имаме став дефиниран дека ќе биеме опозиција во Совет на општина Кавадарци и во локалната самоуправа. Причината за тоа е напуштање на тој концепт на една со левица соработувате ли со оглед на втора и трета вонредна седница кога бевте блиски во ставовите? Не, види, коалиција немаме ниту со никој. А соработка можна е соработка. Не, мислам дека видете, левица е политички субјект во кој што драматично се разликуваме со, како да кажам, со 90% од позициите. Мислам дека коалиција измеѓу поприродна коалиција измеѓу левица и ВМРО ДПМН барем во тој националниот дел на вакто, меѓутоа во одредени моменти гледам дека имаат дека се совпаѓаме со ставовите и тоа не гледам дека е нешто лошо, меѓутоа дека имаме некоја соработка испод маса. Јас такви моменти немам. Да, гласањето покажува дека секој гласа секој гласа по сопствено убедување, секој глас по сопствено. Што е добро за демократијата. Да, секој си гласа, мислам, во однос на наше сопствено убедување. На крајот во однос на тоа може да се види дали некој како соработува, значи немаме ни унифициран став во однос на сите работи, некаде може да ни се поклопуваат, негде ни се разликуваат, меѓутоа тоа не значи дека имаме соработка со било кој, не само со левица. Можда во некои моменти би се сложили за одредени работи со ВМРО ДПМН, не значи дека сме коалиција. Треба ли СДСМ и ВМРО ДПМН да си подадат рака, да се надминат многу проблеми во државата? Ево сосема за крај, кај дел од граѓаните има впечаток дека некои етнички структури во државата профитираат поради кавгите во македонскиот блок на двете најголеми политички партии. Еве, млад човек си, сметаш ли дека треба ВМРО и СДСМ да се помират и македонскиот концепт или сепак концептот едно општество за сите е поважен? Јас мислам дека единствено со тој концепт, со концептот едно општество за сите, кај што државата ќе ги третира сите граѓани без разлика на нивната определба, на ист начин мислам дека единствениот концепт кој што може да обезбеди едно нормално функционирање и опстанок на Македонија. Од друга страна, тој концепт кој што се заговара, да кажам, на некој начин, е концепт кој што не знам дали мислите на маргинализирање на одредени етнички. Не маргинализирање, меѓутоа исфрлување од влада, спојување на македонскиот коалиција, владена коалиција СДСМ и ВМРО само без. Сигурно дека тешко би било до владена коалиција. Видете се, тука да биме малце сериозни. Ако го познаваме нашиот уставен поредок, ако и познаваме нашите закони, ќе знаеме дека голем дел од законите кои што минуваат низ собрание треба да одат и со бден терор. И ја мислам дека тоа поставеноста на нашиот уставен поредок на Македонија, дека Македонија ќе биде граѓанска држава, а не национална држава на
Само прашав чисто со самото тоа се маргинализираат голем дел, тоа не стана збор само за албанци. Вие имате во Македонија и турци, имате роми, имате други етнички заедници кои што живеат во оваа држава. Значи не се само една етничка заедница, и тој концепт е концепт кој што ствара конфликти. Тој баш буквално тој концепт. Тоа е едниот момент. Вториот момент, оние кои што го предлагаат тој концепт, ја не знам зашто не го направија кога 10 години владеа. И си владеа добро со албански партнери. И со ДПА, и со ДУИ. Зошто не го направија тој концепт тогаш? Сега ДУИ е ваш партнер, добро работите. Значи флексибилни се како партнери. Не, моментот ми беше, ако више одиме со таков национален концепт, кој што се, да кажам, на некој начин заговара од одредени политички структури, зашто не беше направен истиот претходно? Бејќи знаеме сите дека нашата уставна поставеност на државата, тој концепт од старт го отфрла. Што на некој може да му се свига, меѓутоа јас сметам дека тоа е единствен начин да ја гледаме Македонија оваква како што е. Првен си македонец, а потоа оваква како што е денес. Оваква како што е денеска. Оваква како што е денеска, да не забравиме конфликт 2001 година. Значи такви национални концепти создаваат конфликтност во општеството. Ние треба да работиме како граѓани на намалување на тие конфликтни состојби и ситуации. И во делот на тоа кој како профитира, ја не знам за што конкретно мислите, меѓутоа ако се работи за одредени човечки права, ја мислам дека тука треба да разговараме, и пак не само за албанците, тука и за другите етнички заедници, и да им овозможиме на секој граѓанин, без разлика на етничка припадност, да ја осеќа оваа држава као своја, да ја сака оваа држава. Ја мислам дека прашањето не беше мој лично, туку чисто она што е нели рефлексија од јавноста и честите коментари. Јас сакам да живеам во држава во која што секој, без разлика на која етничка припадност, од која етничка припадност доаѓа, да ја сака оваа држава, да ја чувствува као своја оваа држава и да се бори овде во оваа држава, да има подобри услови, да има повисок стандард. Тоа е модерниот, како да кажам, патриотизам кој што треба секој од нас да го има во себе. Патриотизми од 19 век, патриотизми од патриотизми од минатиот век, кај што вие со едната рака го веете бариекота во другиот џеб, кај што прават одредени функционери, кај што ги имаме, дека имаат државјанства на други држави, мислам дека тоа е само добро као фолклор, добро е као приказна да се гледа, да се слуша, меѓутоа тоа не носи ништо добро за државата. Лажен патриотизам сакате да кажете? Па тоа е дефинитивно лажен патриотизам. Мелов, благодарам што бевте наши гости во ТВ Објектив. Еве, повеќе прашања загатнавте, дадовте ваши размислувања и ставови. Се надевам дека ќе се збогатува демократскиот капацитет на кавадарци, ќе има повеќе јавни дебати, еве, ќе се спротистават аргументи, ставови помеѓу политичките партии, едноставно политичката сцена малку и јавно да заживее. На крај, сакам да ја се заблагодарам на поканата. Ние као Социјалдемократски сојуз и јас као председател на Социјалдемократскиот сојуз секогаш сме отворени за јавни настани, за јавни дебати. Се надам дека од другата страна ќе има желба и расположение да спротиставиме ставови, па на крајот граѓаните се тие кои што решаваат и кои што носат заклучок. Благодарам уште еднаш. Вуко Мелов, председател на Општинската организација на СДСМ Кавадарци, координатор на советничката група во Кавадаречкиот совет, беше наш гостин во ТВ Објектив. Благодарам за одвоеното време, внимание и доверба. Имајте секое добро со програмата на ваша КТВ.